За 10 години извршувањето зголемено за 6 пати, од 20 на 120 милиони евра, покажуваат анализите на економистите. Според нивните истражувања во 2006 година, извршителите наплатиле 20,2 милиони евра, а во 2016 година, сумата која тие ја зеле од народот изнесува 118,9 милиони евра. Ова е алармантен пораст на присилната наплата, што од економски аспект секако не е добра. Тоа значи дека се зголемуваат извршни предмети, односно се зголемуваат предметите во кои на населението, па и правните лица се јавуваат како должници кон одредени субјекти, и тоа значи дека преку наплатата на извршителите се зголемуваат и трошоците кои што населението ги плаќа. Најголем дел од парите извршителите ги наплатиле по налог на банките за земени а невратени кредити. Покрај ова, извршители најмногу наплаќаат долгови за неподмирени комуналии, алиментации и неисполнети купопродажни договори. Причините за ова секако се резултат на слабата економска моќ на граѓаните, кои едноставно немаат пари за да си ги покријат трошоците. Па немаат пари од кај ќе плати, нема динар да. Мали примања, дужни. Сиромаштија не гледаш. Мали се многу и пензиите и платите. Треба тие да се оттргнат извршители. Има како порано што беше, има си суд. И па многу зимат овие камати, мавати, тоа е чудо. Од друга страна, сиромашна ни е и државата, па луксузот, личен банкрот и преземање на долговите на граѓаните или не може или не сака да си го преземе. Законска регулатива за банкрот на физички лица во Република Македонија не постои. Таква законска регулатива постои во развиените држави на Европскиот континент, понатаму постои во Соединетите Американски држави, Австралија, Канада. Банкрот на физички лица во Соединетите Американски држави, например, во 34-та година, законската регулатива кажува дека представува правен акт со кој што на физичкото лице, кое што е во делгови, му се дава право за чесен нов почеток во неговиот живот. Поради безпарицата и скапијата долгови и должници има се повеќе, а пари се помалку, што ќе рече сезоната на извршителите доправа доаѓа.